Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанински, како што и беше очекувано во текот на денешниот ден со оглед на датумот и со оглед на најавеното потпишување на договорот за добрососедство со Република Бугарија, нормално дека и темата ќе биде токму за тоа. Иако сме ја разговарале многу пати во однос додека се преговараше околу договорот, оној пат кога излезе јавно целиот договор се прочите во оваа емисија и се разговараше околу членовите и додатните работи, но веќе работата е тука завршена во делот на очекувањето по однос на потпишување помеѓу двајцата колеги Зоран Заев и Бојко Борисов и токму за тоа и на 0260 91 924 или 925 и ќе разговараме или пак преку коментарите кои што ќе ни ги упатувате преку фан страницата на Facebook споена за мои термини за очи во очи. И во продолжение, јас би сакал да ги преслушаме изјавите дадени на 20-та премиери, па да се вратиме во студиото и да почнеме да коментираме. Република Македонија и Република Бугарија направија историски чекор напред. Заедно го поставивме минатото како темел на еднината, со тоа отворивме пат за стабилност и развој за двете држави и за Балканскиот регион. Затворивме прашање со кое недвосмислено го трасиравме патот на пријателството, добрососедството и соработката меѓу нашите две земји. Овој договор е взаемен успех, но и взаемен придонес кон политичка стабилизација и во државите и на регионот на кој што припаѓаме. Можеше ли да не подпишеме такав договор? Можевме и да не го подпишеме договорот. Години наред не Со години на назад не подпишувавме. Затоа искам да поздравам. Затоа сакам да го поздравам премиерот Заев, външните министри, екипите им, почитуваните министри и нивните екипи. Работевме неколку месеци исклучително активно, за да имаме подпишување на еден договор со толку убаво име добрососедство. Двата меморандума се исклучително важни. Двата меморандуми се исклучително важни и за вас и за нас. И за вас и за нас. Заштото бидејќи транспортниот коридор број 8 транспортниот коридор број 8 е врската којато присоединјава целите Балкани. Е врската која што го поврзува целиот Балкан. Овој транспортен коридор дава излез не само по оста север-југ и по овозможува излез не само на север-југ по линијата на поранешна Југославија, туку и за спојување на секоја друга земја од Балканот да има да соработува, да е поврзана со туризмот со секоја друга држава. Тоа ќе биде исклучително важно и за двете земји. Българија најнапред по коридор номер 8, заштото Да, тоа беа изјавите кои што имавте можност да ги преслушате. Оние кои што следеа телевизија 24 имаа можност да проследат целосен пренос од почетокот до крајот на подпишувањето на договорот за добрососедство меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Доколку следевте некој друг медиум, тоа го немавте како можност. Дали имаме некој друг на линија во моментот сега да зборуваме, бидејќи веќе имаме и коментари кои што ги имаме на Facebook, но ќе ги читаме веднаш откако ќе дадеме предност на гледачите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав Огнен до вас. Благодарам, поздрав и до вас. Посебно до двајцата премиери на Република Македонија и на Република Бугарија. Па ја, како што слушнав и едното и другото, и коментарите низ народот што се коментира, апсолутно не гледам нешто лошо од ова подпишување, само дека можеме да очекуваме убави денови во Република Македонија, тоест граѓаните на Република Македонија. Од изменично се слушат вести и таму, и ваму, и парламентот, па и господинот од Бугарија кажа дека за малку не е постигнато договорот. Ама ќе излезе и тоа на виделина да видиме што е тоа за малку. Значи, сите работи што ги правело ВМРО ДПМН овие 11 години и со ДУИ, сега што критикувате и едно и друго и трето, како што рече, преди малку слушнав, чекаме тенџерињата да ги донесат. Значи, не се заборава тоа, господине Огнен. Не се заборава.
ВМРО ДПМН би ги замолил да видат овие години опозиција блага, за да народот повторно мисли нешто, дека после 4 години, ако им даде шанса, ќе прават нешто. Иначе вака, ја ви кажам дека веќе со овие критики, со овие напади кон Бугарија и кон другите соседни држави, а посебно кон граѓаните на Република Македонија, тешко дека ќе се вратат на власт, поради тоа што ептен веќе почнуваат во овие жешки денови да не нервират живчено. Фала многу, пријатно. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој на линија? Повелете сега. Да, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до Тој Огне и до телевизија 24. Поздрав и до вас. Се извинувам ако станувам досаден привлеки некој еден од вака што излегува од контекстот на темата, пошто бараше тој полицаецот да не се јавува повеќе. Така. Јас бирам, ако добијам, ќе се јавам. Не може по кеф и по волја на некого да се јавувам. Затоа ти си тука, ако излегувам од темата да ме прекинеш. Така е. Затоа и ве оставам денеска, затоа што бевте повикан од неколку гледачи, затоа и ве оставив да им одговорите. Повелете. Затоа јас се извинувам. Не, нема зашто да се извинувате. Ваше право е да одговорите на повик. Не знам се колку сум јас од корис, јас мислам дека сум од корис. Така. Така да, денешната тема што ви е ставена на екранот многу е битна и многу е значајна за Република Македонија. Од овој ден натаму на Република Македонија се отвора перспективите за европските интеграции и НАТО структурите. Со тоа што и тоа што го нагласи премиерот на Бугарија Бойко Борисов, коридорот број 8 се отвора не само кон бившите југословенски републики, туку кон целиот Балкан во поглед на туризмот. Исто така, тука гасоводот што треба да дојде преку Бугарија, кај нас треба да дојде, а ние со тоа ќе имаме голем резултат и голем успех во поглед на нашите граѓани на Република Македонија. Јас не знам во овој договор, пошто јас го извадов тој договор и целосно го разработив, ниеден збор не е штетен против Македонија или штетен против Бугарија. Обострано, тој договор е колку што е за нас добар, толку и за ним добар. И така и на некој начин и нашиот претседател Зоран Заев и Бойко Борисов се изразија многу едноставно и многу реално дека двете држави им ќе имаат во иднина голема перспектива со овој договор што се потпишува во Република Македонија. Така да Република Македонија нека не се плашат господата опозиционери дека нешто губиме во овој поглед. Ние ништо не губиме. Ние сме признати како Република Македонија, како македонци, македонски јазик, потпишан на тој јазик и така натаму и така натаму. Сега, јас да ви кажам право, не знам зашто господинот Никола Груевски од 2009 година наваму него потпишал тој договор, се преговарало, како што кажа премиерот Бойко Борисов. Кои недостатоци се најдени во тоа време, тоа не ни е јасно, али сега веќе многу транспарентно премиерот наш Зоран Заев го даде на сите да го разберат што има натре во тој договор. Јас кажувам и ќе кажам дека перспективата на Република Македонија со потпишувањето на овој договор и со потпишувањето на другите договори со Србија, со Косово, со Албанија, со Грција, ние одиме во прогрес. Ние одиме за нашите деца да бидат во перспектива и да не ни бегаат надвор како што соопштија двајцата премиери. И благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Европската унија го поздравува потпишувањето на билатералниот договор за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Бугарија и Македонија. Наведуваат во заедничката изјава високата представничка за надворешна и безбедносна политика на ЕУ Федерика Могерини и еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан. Овој договор ја покажува одлучноста на двете страни за надминување на билатералните прашања и представува инспирација за целиот регион. Тој е позитивен чекор напред во добрососедските односи и ја зацврстува ЕУ перспективата на понанешната Југословенска република Македонија во интерес на незините граѓани, стои во заедничката изјава на Хан и на Могерини. Договорот го поздрави и министерот за надворешни работи на Германија Зигмар Габриел, кој потенцираше дека ова потпишување успеа да се спроведе за помалку од 2 месеца од инаугурацијата на новата македонска влада. Добар ден.
Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Драган Ниотис на телефон. Поздрав до вас, Драган, повелете. Па, овакво договорот на Заев со Бугарија е одличен. Да, овако се надевам дека и со Србија ќе склучи таков договор, и со Албанија, и со Грчка. И поврво да влеземе во Европа и НАТО, перспектива за младите ќе има птен голема. И ете, поздравуваат и НАТО и Европска Унија дека Заев склучил добар договор. И сега би сум ве заморил нешто, Бојко Борисов за Никола Груевски што има изјавено. Онаа изјава, ако е памтите, Бојко Борисов што има изјавено, има изјавено Груевски што прави од тој народ. Е така, да ја пуштите на телевизија, нека слушаат малку народот. Така. Ако ја имате таа. Ќе треба да се побара низ. Да, ќе треба да се побара низ архивата. Па побарајте малку да ги стишите вие груевистиве. Добро. Малку да ги стишите, Бојко Борисов што има изјавено. Благодарам, Огнет, пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето и се слушаме при некоја наредна можност. Премиерот на Бугарија Бојко Борисов, заедно со неговиот колега Зоран Заев, попладнева во владата на Република Македонија, го подпишаа договорот за добрососедство и пријателство меѓу Македонија и Бугарија. И двајцата порачаа дека местото на Балканот е во Европа. Ова е порака кон ЕУ и НАТО дека Балканот се однесува европски и заслужува европски перспективи, изјави Заев. Поубаво од Европска Унија нема, што модат младите на Запад, таму е убаво, рече Борисов. Заев истакна дека во договорот придонес дала и претходната влада и уште еднаш ја повика опозицијата да го поддржи договорот. Ова е историски чекор напред, го поставивме минатото како темел на иднината и отворивме пат за развој на Балканскиот регион, рече Заев. Гледајќи наназад, ќе се супнеш и ќе паднеш, затоа решивме да гледаме напред и сум убеден дека по 10 години резултатите од оваа средба ќе бидат истакнати за двете земји, рече Борисов. Добар ден. Добар ден, гледач од Охрид. Поздрав до вас, повелете. Благодарам. Па прво јас бавите работи, секој прво ги поздравувам и се гордеам што значи најдоа начин, јазик да најдат можност да на соработка и да дојде до овој финиш да се постигне тој договор за добро соседство. Ја не знам што смета, значи да бидеш добар со комшијата, да бидеме добри со сите во нашето окружување, со што би ги намалиле сепош колку може помалку да имаме непријатели и луѓе, значи или држави кои што не сакаат. Ја ми се чини дека треба сите да се бориме да се постигне оваа цел. Да постигнеме значи овој момент и да можеме и со Србија и со Албанија и со Грција, значи да дојдеме до споразум. Ја ми се чини дека овдека опозицијата, значи безпотребно, значи критикува и бара начини како на народот да го раскара и да погрешно да мисли. Ја ми се чини дека веќе кога бил до некаде тој нивни договор дојден, мислам дека ако постои можност, тој договор до каде е, до тука што е, да излезе на мегдан, значи да се спореди со овој договор, кој поправилно, пореално мислил на државата. Значи, а овдека по мене, значи, тие не сакале да го постигнат овој договор. Ако сакале, имале можност 11 години да дојдат до резултат. Со тоа, фактички, они само да бидат, значи, големи патриоти, под името патриоти, не ги кочеа сите напредни идеи на голем број политичари кои што работеа за доброто на оваа држава. Овдека, значи, се открива лицето, се открива нивниот срам. Како работеле и со каква лоша намера биле. Ја мислам дека овдека, значи, треба да се позанимават сите и да излезе се на мигдат. Ви благодарам што ме сослушавте, поздрав до сите гледачи на 24. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам. Кисковски на телефон. Поздрав до вас, Кисковски, повелете. Договором го поздравувам, а никој не спомнува точката. Во случај, ако на едната страна не е одговара, може автоматски да си го повлечи договорот, така ли? Да. Сега, ВМРО водеше таква политика само да не закарува со соседиве, за да обстани на власт. Ако дојдеше, например, подобрување со Грција, со Бугарија,
прави со Србија до Косово со Албанија, веќе можеа да обстанат на власт. И целта им беше само да се заедуваат, да го лажат народ, Македонија не даваме, македонскиот народ не знам шкона. Сега, за Бугарија, вика дека не сме имале право во договорот да се мешаме таму. Јас го прашувам Груевски на овие што зема пасоши. Го кажа дека по мајка, по татко, по дедо, по предедо се бугари. И сега кој ќе појде во Бугарија, кој ќе рече еве наши македонци, ќе ги викнам ни, дојдете вие македонци сте или бугари сте. Дај да види документацијата што ви пишува. Кај оди, низ која магла оди. Значи, толку штета донесе на Македонија, досега ќе влезне во Европска унија. Штета не е невидена. И уште се бори, место да застани, да запри, и уште контри, не знам докарен човекот да ни е свесен што прави. Почна и неговите најблиски да му бехат. Како ти кажам? Уште едно речење ти имам да кажам, тоа малце нагоре од темата, министерот за здравство, ја не знам дали може ли цела Македонија глупците да ги собери, да ги степа, излега им под паролка таму. Благодарам за јавувањето, Кисковски, поздрав до вас. Ја вистина не знам дали треба овде горе вака да имаме напишано, ве молам, држете се до темата. Во делот на коментарите кои што доаѓаат на Facebook, само момент, Ангеле вели дали со подпишување на договорот ке се олесни процедурата за бугарски пасоши, прашува тој. Новица пак вели, како србин мислам дека и србите ќе ги огрее сонцето во Македонија. Љупчо вели, срам за МТВ, државна телевизија не пренесува подпишување на државен договор, а респект за вашата телевизија. Благодарам, Љупчо, поздрав до вас. Ѓорги вели, здраво Огнен, те немам одамна гледано, денеска случајно пуштив на ТВ24 и колегите ме праша кој е овој симпатичен младич. Добро, благодарам. Поздрав до вас и до колегите. За темата, ова ќе биде ренесансата за Македонија. Со договорот Македонија ќе добие ренесанса и ќе бидат задоволени сите алтруисти од Македонија. Поздрав од Брисел. Благодарам, Ѓорги, поздрав и до вас до Брисел. Ристе вели, поздрав за 20 премиери и за подпишувањето на договорот, ама треба да се знае дека 90% од членството на ДПМНЕ имаат бугарски пасоши, а сега се против договорот. Какво лицемерство? Реков ДПМНЕ бидејќи овие го срамат името ВМРО. Тоа е Ристе К, а Ристо Л пак вели, ова е време на една нова генерација политичари кои ги подместија работите од мртов агол. Мислам за договорот. Ако пред десетици години ова беше незамисливо, ете се случи. И ако има пропусти во овој договор, некоја наредна генерација ќе ги коригира. Ова не е предавништво. Иван пак вели, само онака ВМРО-вциве се бунат, кога ќе дојде до гласање, истиот ќе го гласаат без образложение зошто сега се против и го оспоруваат. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Прво, сакам да го окуражам и да го поздравам полицајецот, нека се јавува, коментарите му се одлични. Добро. На кого не му се допаѓаат, не мора да го слушаат. Так. Тоа го реков минатиот пат, го рекувам и сега. Сега за темата. Би ги окрабрил така наречените фракционери во ВМРО, да малку погласни бидат и на нивните сопартици им го изнесат правото лице, а не лицето на нивниот водач. Договорот е, реков минатиот пат и сега, одличен, за да одиме напред, за да имаме европска и НАТО перспектива. Да појдеме секој од себе од обкружување со комшии, ама да бидеме искрени. Јас конкретно со 20 комшии контактирам и имам добри односи, со сите други немам. Ама тоа ви гарантирам дека и другите го имаат исто околу себе, но не сакаат да кажат. Тоа го направи претходната влада. Еден гледач рече, само сакаат да не раскараат за да владеат. Точно е така. Но заврши времето на такво владење. Мораме да гледаме напред. Сите го поздравуваат договорот, целиот свет, ама на Илија Димовски не му е добар се уште. И десетина луѓе таму пред влада зборуваат нешто што им е кажано да зборуваат, десетина души. Што
Што се тоа? Договорот е одличен, го поздравувам. На сите им пожелувам многу среќа. Нема ако ни се отворат перспективите, нема повеќе да одат во Бугарија да барат пасоши. Имаме наш македонски пасош што презнак за влез во Европска унија без никаков проблем и за работа таму. Во НАТО имаме заштита. Тоа е тоа. Ги поздравам сите добронамерни кои се јавуваат, нека продолжат така, кој добие, кој не добие, има право да се лути. Поздрав за ваша телевизија, фантастични сте. Пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Да, значи во исто време додека 20-та премиери на Република Македонија и на Република Бугарија го потпишува овој договор за добро соседство, десетина граѓани поради затворениот пристап протестираа подалеку од владата со оглед на тоа дека реонот на владата на Република Македонија каде што се наоѓа зградата беше обиколен со железна ограда, но исто така и надлетуван од хеликоптери, практично пиленце не можеше да прилета нешто посебно таму. Тие кои што десетина демонстранти се наоѓаа подалеку од владата протестирајќи против договорот, велеа дека не се согласуваат со одредени точки кои што се наоѓаат токму во тој договор. Официјална реакција од опозицијата за сега нема, и покрај тоа што предходните денови откако тој беше ставен на увид на јавноста, оценија дека е штетен за Македонија, а истовремено пак дека ја фаворизира Република Бугарија. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Тоа се Огнен, десетина 15, колку се таму рече? Од прилика десетина, значи тоа е општо помеѓу 20 на 30, да речеме. Така, нека бидат и 50. Тоа е веќе силата на овие што е плачка Македонија. Народот се свести на време и затоа веќе не е будала за сендвич да излегува и тоа со ефтин кашкало сендвич. Што се однесува за договорот? Сега предпоставувам дека се пишман што они не го подпишале, а сигурно ќе подпишале многу по-лоша варијанта него што е сегашната, зашто ја читав. Ниту еден збор нема сумњив. Како за нас, така за нив. Ако они сакаат нешто да не признават, и ние можеме да не признаеме или обратно. Значи, уравнотежен договор со зборови за двете страни. Нигде нема спомнато дека некој треба да губи, некој да добие. Или двете страни губат, или двете страни добиваат подеднакво. Што се однесува до кажувањата на претходната власт? Дека ќе сме го изгубеле идентитетот, јазикот не го признавале, не знам што не признавале. Па јас не сум го изгубил идентитетот до сега. А сега, да ти кажам право, се сомневам во мојот собствен и во твојот огнен идентитет. Да не знам дали ти и јас сме словени, дали сме антички македонци, дали овие олоши за да ја плачкаат државата, измислуваат разни работи за да народот се занесува на други страни. Така е сега и со договорот што е подпишан. Значи, сега па тоа го прават за да се покријат од плячките. Значи, народот да го занесе, ама не е будала веќе народот. Договорот е одличен, им честитам на 20-та премиери, а најмногу им честитам на граѓаните на Република Македонија. Ќе добијат она што имаат желба цело време овие 10-11 години што страдаа од овие олоши до сега што деа. Пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Следен на линија, повелете. Ме слушаш? Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Огнен. Да. Огнен, некој ми рема линијата, те молам. Вие сте на линија, господине, да, повелете. Јас сум на линија. Добар ден. Добар ден. Те поздравувам, Огнене. Благодарам, поздрав и до вас. Ти пожелувам среќни празници. Благодарам, да, утре е празник, точно. Да ти честитам на вашата телевизија, ти честитам затоа што професионално, одговорно, говорам професионално и одговорно, си ја заврши својата работа, за да е ваков настан, да одвои простор и да му овозможи на гледачите тоа да го видат, да го чуат. Демократски. Во исто време сметам дека не е пропуст професионален, тоа е професионален срам на Македонската радио телевизија да се случи настан од ваков
од вакво значење, а тие да даваат земјоделски совети, навистина е срамата за тој што уредува. Нечум да му го спомнам името, не го мразам никого, но не заслужува да му се каже името. Пријатно и се најубаво. Благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Илија на Facebook вели: Македонија во ЕУ. Батали договор, тогаш ќе важат постоечките конвенции и се ќе се решава во Брисел, а ќе важи и нашиот глас како и на другите. Секогаш ќе може да се постави прашање за нашето малцинство кај соседите и други работи, а при тоа да не се расипат добрососедските односи. Одиме напред, а историчарите нека седат и нека војуваат под наводници секој своите факти, завршува Илија. Со опозицијата во Македонија, односно со ВМРО-ДПМН и Никола Груевски, кој е дел од Европската народна партија, работевме многу на постигнување на договорот меѓу двете земји и бевме многу блиску до потпишување, изјави бугарскиот премиер Бојко Борисов, коментирајќи ги критиките на сега веќе потпишаниот договор за добрососедството меѓу Македонија и Бугарија. Но што постигнавме со тоа што немаше договор? Критики секогаш ќе има, критики имаше и во Бугарија, бевме критикувани дека сме можеле да бидеме потврди, се вели во односите со Македонија како земја која сака да влезе во НАТО и ЕУ, но тоа не е пријателство. Демократијата е тоа, ќе има критики, но дај Боже да се реализираат меморандумите што ги потпишавме. Со Груевски ќе се видам попладни и ќе бидам среќен тој да го поддржи договорот, рече Борисов. Премиерот Зоран Заев пак кажа дека овој договор е резултат на минат труд не само на неговата влада, туку и на Груевски и неговата влада. Сакам да ги повикам да дадат поддршка на нешто за што дале голем труд, изјави Заев на заедничката пресконференција со Борисов во владата. Што се однесува до отстапките што ги направиле двете држави за да дојдат до договорот, Заев рече дека одлучиле да гледаат на чашата како да е полуполна, а не полупразна, за да може земјите да одат напред. За утрешното присуство на бугарската делегација за време на прославата на Илинден, одговарајќи на новинарско прашање, Борисов рече оти историјата покажала дека на Балканот досега многу пати се тепале народите и се војувало, но сега, цитирам, се стремиме кон тоа да го достигнеме нивото на западноевропските земји. Извинете што си го празнуваме и ние празникот, прокоментира Борисов. Добар ден. Да, ве слушам, поверете. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав и до вас. Јас не знам до кога овој народ иде контра од себе. Затоа што еден договор кој што се потпишал со комшиите и се толку дигане паники, нема потреба. Уште не знаеме што и како ќе се однесува Бугарија према Македонија, ние се буниме. Па чекајте да видиме, така се бунеа и Заев, ако дојде на власт, ќе биде вака, ќе биде така. Што викаат стари, уште нероден Петко, капата му е броиме. Па не треба да се толку револтираме затоа што е потпишан договорот, но убаво е Балкан да се соедини, да се бидеме едно сите, да се отворени граници, да не сме поделени, да сме си братски здружени, да си помагаме едни на други, као држави, као народ. Било поминало тоа што било пред војните што правеле бугарите. Бугарите не се тепале сами со себе, се тепале со наши граѓани. Така да обострано се криви, нема. За се треба двајца, за капга треба двајца, за љубов треба двајца, за дискусија треба двајца. Така да све треба да заборавиме, да фрлиме по вода, да се отиде тоа. Ако така гледаме, Германија колку ја уништила не само Југославија, него и Европа, дел од Европа и од Балкан, па еве са сите со Германија и сите сакат у Германија да одат. Може и ние после сите ќе сакаме у Бугарија да одиме, може ќе ни биде многу убаво. Треба да видиме како ќе биде, па после да се љутиме и да викаме на ВМРО-ците ништо не им се угодува. Се им е контра. Па мајко му стара владеева толку години, што они не потпишаа договор, никој немаше ништо да им каже. Се бориме за подобро утре, а не за назад да одиме. Поздрав до емисијата и сте најубаво огне. Косата ти е супер. Да, уште овај вртлогов овде или вртле, или како и да го нарекуваат луѓето да ми зарасне. Добро, мислам дека имаме време само за уште еден гледач, повелете кој ни се јавува. Добар ден. Режија, или дајте ми знак со тргање на потписот или вклучете гледач. Не да се изборувам сам овде со себе си.
Добро, тоа е и по однос на коментарите кои што беа испишани за денешната тема и по однос на јавувањата откако се потпиша договорот за добрососедство, пријателство и соработка со Република Бугарија. Останете со телевизија 24. Во продолжение следува дневникот со колешката Наташа Стојановска. Пријатно од мене.